Здраво, другарчиња! Здраво, другарчиња! Денеска одлучивме да правиме со моите внучиња сутлијачи. За денешната доза ни е потребно едно малецко филџанче кое ќе го наполниме 3 пати со ориз. И го тураме во ова тенџере. Значи, првото филџанче, сега второто филџанче со ориз и уште третото филџанче. Еве како го туривме оризот. И сега ќе ви требат 15, ќе ви треба една лајца и во неја ќе турите 15 пати шеќер. Откако туривме 15 лажички шеќер и го ставате во тенџерето. Додаваме 2 пакетчина ванила во ова тенџере. Устото филџанче од ова ќе туриме пола масло. Што го туривме маслото, значи го клаваме во тенџерето, каде што меравме улици. Во тенџерето додаваме 1 литар вода и 1 литар. Откако туривме вода, 1 литар во тенџерето, сега ставаме уште 1 литар млеко. И го тураме ова цело млеко. Јас го користам толкова, вие можете да го користите кој сакате. Пусти Леона! Додека го миша мојата сестра, ќе ја заграиме рингалата на најако и ќе го ставиме ова сито на рингала, треба редовно машање. По желба можете да ставите изредена кора од лимон. И сега лимонот го ставаме во тенџерето и сега го ставаме на ринглата. Значи да се вари. Не заборавајте кога го варите редовно мешање. И сето тоа го вариме додека ја добие потребната густина. Дека почнува да се густува, како што гледа почна да се густува и треба да го мешате редовно додека не загусни да скоро ова вода да ја нема. Вака треба да ви изгледа кога го сваревте, сега ќе ова сето ќе го туриме во ваганчиња. И еве како изгледа откако го ставивме во ваганчина. Сега во сутлијачот ќе ставиме цимет. И еве откако туривме цимет, сутлијачот е спремен за јадење. Сега ќе го ставиме во фрижидер да се излади убаво утре и утре е спремен за јадење. Чао, се гледаме во наредното видео.